Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев и благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за операција на рабетниот столб со систем на навигација, односно ќе ја опфатиме спиналната хирургија на рабетниот столб. Мој гостин и соговорник во студиото на Добриот доктор денеска е асистент доктор Игор Мерџановски, травматолог, спинален хирург и раководител на клиниката за травматологија при Тоарилуц. Доктор Мерџановски, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Ви благодарам на поканата. Доктор Мерџановски, општо да почнеме со какви состојби, односно со какви диагнози најчесто се среќавате во операционата сала, пред се првенствено во амбулантата. Кои се најчестите проблеми со кои се соочуваат граѓаните, проблеми на рабетниот столб? Последниве десетина години е многу зголемен бројот на пациенти со болести на рабетниот столб. Различни видови на болести имаме, од остеопоротични болести кои што делуваат на коските на рабетниот столб, со остеопоротични фрактури. Исто така имаме доста повреди, самиот начин на живот кај помладата популација, собраќајки падови од висини и останати повреди кои што настануваат. Исто така и зголемен е бројот на тумори на рабетниот столб. Тоа е генерално патологијата која што ние работиме. Исто така и дегенеративните болести, значи кај сколиозите кои што настануваат кај младата популација со начинот на невежбање, некористење на физички активности, искривувања и некои вродени аномалии кои што се јавуваат кај нашата популација. Болката може би е најкарактеристичен или прв симптом, меѓутоа што може друго да укаже за навреме да се јават на лекар? Некогаш има болка, некогаш нема болка. Невролошките испади кои што се јавуваат кај одреден број на пациенти исто така се извичник за нас лекарите кои што се бавиме со оваа патологија и тоа е знак дека треба да се почне со диагностика, па после тоа да се верифицира диагнозата и да се пристапи кон лекување на овие пациенти. Така. Еден од начините на лекување се и хируршките интервенции, односно операциите. Во кои случаи е неопходна хируршка интервенција? Хируршките интервенции се последното нешто кое што треба да се направи. Ние првично пробуваме со физикални терапии, терапија за болки. После тоа, ако евентуално некаде 5 до 6 месеци немаме подобрување кај овој вид на пациенти, пристапуваме кон оперативно лекување. Кај пациентите кои што имаат заболување на рабетниот столб од типот на тумори, кај нив се пристапува, значи, со брзо реагирање од нашиот тим и дел од нив се оперираат кај нас, дел од нив се праќаат во странски центри. Така. Поводот за вашето гостување е еден новитет токму на клиниката за травматологија со која раководите. Минатата недела токму во оваа здравствена установа за прв пат во Македонија беше направена операција на рабетниот столб со систем за навигација. За каква апаратура станува збор и кои се придобивките од оваа апаратура, односно од овој систем? Ние се прво, пред да почнам да ја објаснувам апаратурата и да кажувам кој систем е донесен кај нас, да се надоврзам на директорот на фондот доктор Сашо Клековски, кој што во неколку наврати кажа дека дел од апаратите кои што се купени во нашата земја не се користат. Така, да, ова е нов принцип кој што се надевам дека ќе продолжи во иднина да се практикува, да дел од апаратите кои што ќе треба да се купат и кои што ќе треба да го оправдаат нивното купување кај нас, ќе бидат донесени како демо машини. Кај нас е донесена демо машина. Што значи тоа? Демо машина значи дека неколку месеци е донесен на користење систем за навигација кој што ние ќе го испробаме, ќе го работиме, веќе го работиме. Така.
ги гледаме неговите бенефити, ги споредуваме предходните наши оперативни знаења, заедно со стручниот колегиум на травматологија и со директорот на тоа Релуц, затоа што ние сме нели една гранка на интензивно лекување, ортопедија, травматологија, 4 клиники воедно, кои што е неопходно да бидат сите заедно, затоа што ние функционираме како една единка. Го донесовме овој апарат, ги пресметуваме бенефитите од овој апарат. Овој апарат е најврвна технологија при лекување на болестите на арбетниот столб, помага, се скратува времето на операцијата. Така. Прецизноста е многу голема, можноста за грешка е скоро нула, значи не постои можност за грешка. Се користи за ставање на импланти во арбетниот столб. Тоа се дел од штрафови и шипки кои што нели помагаат да арбетниот столб после оваа операција се третира со други лекови и да заздрави. Така. Еве имаме и видео материјали, еве токму можете гледачите да видат за она што го говориме, за каков апарат станува збор, да неформално пред почетокот на емисијата ми рековте тоа е исто како да се качеш во автомобил без навигација. Така, во автомобил да треба да патуваш во некоја странска земја каде што имаш адреса каде што треба да стигнеш, а немаш навигација. Оперативниот начин на лекување со тоа што се ставаат одредени позиции на арбетниот столб, намалено е зрачењето, така наречениот рентген ОАРМ, еве го гледаме сега моментално, го слика арбетниот столб, се трга на страна и сето тоа влегува во софтвер каде што ние комплетно го гледаме арбетниот столб. Така, имаме системи за навигација каде што треба да влеземе во тие педикули каде што се ставаат места каде што се ставаат штрафовите и сите импланти кои што ги ставаме без опасно, со нула грешка, за да нема повреда на арбетниот столб кој што нели кај нормалните операции може да се случи. Да. Рековте се скратува времето, предходно ваквите операции, колку време сте останувале во операциона сала, еве и колку вакви операции откако е донесен апаратот веќе 5-6 дена сте направили? Искусните хирурзи кои што треба да го посветат целиот свој живот на учење и при ова оперативно лекување, времето е скоро исто на искусен хирург, но младите хирурзи со оваа апаратура, кои што сите млади хирурзи кои што се на нашата клиника и тимот за спинална хирургија, ние работиме скоро сите доле спинална хирургија кај нас на травматологија. Со истото време, како искусен спинален хирург, ги ставаат штрафовите со нула грешка. Тоа е бенефитот. Значи, технологијата помага многу за обука на младите хирурзи и за лекувањето. Мислам дека како и едукација за гледачите веќе ја сватија поентата за што се работи за најнов систем, нула грешка и брзо едуцирање на сите лекари кои што се нели на почеток на кариерата како спинални хирурзи. Така, за да бидат по-оптимистички и да продолжат по тој пат и понатаму да прават успешни операции. Зрачењето, ќе повторам исто така, е многу мало. Има едно зрачење, кога се прави зрачењето на 360 степени околу арбетниот столб, околу целиот пациент, персоналот се евакуира од операционата сала и после тоа нема потреба од никакви дополнителни зрачења. Кои се придобивките за пациентите, еве конкретно од што добиваат од овој систем за навигација пациентите? Сигурност, нула грешка на операцијата, на лекувањето. Тоа значи побрзо поравување и исправување на носа. Секоја операција која што пократко трае, многу побенефитна за пациентот. Помало време на операција, помало крварење, значи губење на крв, помалце сати во анестезија. Тоа се најголемите придобивки од секоја операција. Но ние сега на стручниот колегиум ќе разговараме,
ќе ги изнесеме сите плусови на овој систем и после тоа ќе донесеме заклучок дали овој систем нас значи ќе ни биде потребен како држава. Да, очигледно ако има придобив ќе се во интерес на пациентите. Овој систем е донесен од европските земји, прв на Балканот е донесен како демо машина и за прв пат во Македонија ваква апаратура е донесена на клиниката на Тоарилуц. Така. Колку операции направивте досега со помош на овој систем за навигација и какви диагнози, односно болести има пациентите? Опериравме 4 пациенти, ако не се лажам, од кои што сите беа со дегенеративни кичми и една ревизија која што пациент беше опериран неколку пати. Така. Со овој систем успеавме сите пациенти да бидат сега за сега добри. Треба да нагласам дека нели операцијата и компликациите при операциите, секоја операција носи компликации. Но сега за сега овие пациенти ни се добри. Последниот пациент кој што беше опериран од колегите беше неколку пати опериран со напредната остеопороза. Ставени се дополнителни импланти во илијачните крила на карлицата, каде што вчера баш го видов пациентот, е добар, без болки и се надевам на брзо закрепнување. Да, навистина тоа се специфични интервенции, имајќи во предвид дека остеопорозата носи дополнителен ризик и компликации поради ронење на коските, меѓутоа во возрастната популација повеќе имаме такви остеопоротични пациенти, каде што највеќе остеопорозата делува на рбетниот столб, настануваат фрактури, остеопоротични фрактури, 1, 2 и 3 се ги градираме ние, имаме и покрај овие фрактури пациентите залежуваат, се зголемува процентот, значи болеста напреднува, остеопорозата, се намалува мускулната маса, паравертебралната мускулатура е многу битна за и лекот е движењето. Ако пациент се залежи во кревет, тогаш болеста напредува. Да. Така е. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Јас ве поздравувам. Поздрав и до вас. Докторот и водителот и многу ви благодарам за оваа емисија, вака што ве гледаме, затоа што моментално сум јас во таква ситуација. Одам на лекар, на ортопедија, имам и колк, оперисано пред 12 години 2013, но сега од октомври наваму болки на рбетот неподносливи веќе, не се поднесуваат, така да од лекар на лекар, вакви лекови, онакви лекови, се што веќе пробав, ништо не делува. Па сакам, имам од првиот до петиот пршлен, тука најмногу се како јавува болката и нозете ми се како ми трнат и рацете. И не знам што веќе и не знам каде да појдам. Имате некаква диагноза, нешто од претходно рековте дека одите на клиники? Јас имам колко перисан. Да, освен колкот после. Имам бемка една под десниот и тромбоза имам. Еве ќе добиете насоки од доктор Мерџановски како да постапите и каде да се обратите, се со цел да ви се намалат тие болки и првенствено да се направи добра диагностичка проценка. Се работи за пациентка најверојатно со остеопороза, што претходно имала промена на колкот. Така. Дали била коксартроза, оштетување на зглобот на колкот или фрактура, скршеница. Треба да дојде да се направат испитувања, да се види кај повеќето пациенти проблемот во долниот дел, во лумбалниот дел, значи во слабинскиот дел. Исто така, ако има таму проблем, настанува и во вратниот дел, тоа оди заедно. Така да она невролошки има проблем и на рацете и по нозете. Тоа е трнењето, да. Најверојатно после скршеницата и после операцијата, она веќе била потешко подвижна, немала доволна активност. Физичка активност, која што, нели, кажав дека ја
зголемува остеопорозата. Да, но убаво рековте да се направат диагностички процедури и претходно, како што напоменавте, хируршкиот зафат, односно операцијата е крајниот стадиум на лекувањето на вакви случаи. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Така, значи се работи за скоро 3-годишно дете. Така. Значи го водат како церебралче, носен е кај доктор Зоран Божиновски и Ѓорѓе Зафирко. Значи, он покажува вака скока, покажува интерес за одење за ова, ама не е уште така стабилен, не може да стои, да онади. Вамо го однесов кај доктор Ѓорѓе Зафирков, рече дека може ќе треба некоја хируршка интервенција. Да. При бањање го приметив дека кај рабечето има како малце искривување. Што понатака би можеле да... Так, да, ќе добиете насоки и препораки, да, тоа станува збор за друга диагноза или за други насоки, меѓутоа слушате ги советите од доктор Мерџановски, ќе ве упати како да постапите се со цел да се открие точната причина поради која е таквата состојба на 3-годишното детенце. Се работи за пациент со диагнозата што ја кажа гледачката. Имаме такви пациенти. Ќе треба да дојде една панорама да се направи на целиот ребетен столб, да процениме. Генерално ваквите пациенти им треба активна физикална терапија. Во проектот кој што го планираме за понатака е покрај спиналниот центар да формираме и физикална терапија заедно со Институтот за физикална терапија, кој што ќе има специализиран тим за ваков тип посебно за спинална хирургија. Иако Институтот за физикална терапија сега веќе клиника. Клиника, да, они работат, мислам сериозно, там има доста добри доктори. Дел од овие пациенти кои што не можеме поради одредени апаратури да ги лекуваме кај нас, ги праќаме значи во странски центри за физикална терапија. Мислам дека во Словенија има неколку центри за ваков тип на за рехабилитација, но ние не го водиме тоа како рехабилитација, него го кажуваме како напредно медицинско лекување. Да. Тоа е начинот кој што за да може да покрие државата, да. Кој што ние сега го менуваме во нели, да не кажам во приоритет на овие деца, да на некој начин им се помогне и да се направи лекување, но нека дојде на преглед и ќе видиме. Да, на клиниката за травматологија, господја, ќе го донесете детенцето и за да се види прво физички што понатаму како да се постапува за да се види причината за тоа искривување. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма, сте, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во програма сте. Многу голем поздрав до докторот и до вас. Се јавува пациентка од Куманово. Така. Јас сум по професија била медицинска сестра на физикална терапија. Имаме на тешка остеопороза, а плюс тоа на рветот измеѓу торакалниот дел и лумбалниот имам еден миом кој што е прилично голем, ми врши притисок на десната плешка и на целиот рвет. Јас сега сум на терапија со травмадол. Никакви други лекови не ми го смирува. Сега чак и травмадолот не ми ги смирува болките. Ќе добиете одговор на вашето прашање, пред се совети како да постапите, насоки, каде да се обратите за да пред се ја надминете таа состојба со болките. Ви благодарам за јавувањето. Најверојатно е болест на арбетниот столб, според со остеопороза, чинам дека остеопороза, миелом некој спомна дека има гледачот. Да нагласам дека неврохирургија, клиниката за неврохирургија кај нас заедно исто присуствуваа на операциите кои што ги работиме со новиот систем.
така да можеби ќе треба да дојде да прво на клиниката за неврохирургија да се направи еден преглед, потоа исто кај нас да се направи преглед, па ние како конзилиум Да одлучите. ќе одлучиме што понатака, а остеопорозата многу е зголемена во последниве години, кажувам, поради болки не се движат пациентите Да. и настанува на тешка напредок силна терапија за да се надминат тие болки, да се ублажат на некој начин. Кон крајот на емисијата ќе вклучиме уште неколку гледачи, меѓутоа да се вратиме на апаратурата, односно новитетот за системот за навигација. Кои се вашите идни планови? Кои споменавте дел од групите на болести кои можат да се третираат, меѓутоа дали секој пациент, еве конкретно со повреди на ребетот кои на некој начин имаат потреба од хируршка интервенција можат да се третираат со овој систем? Ги третираме, да. Скршениците, собраќајките и сето тоа. Со нула грешка со овој апарат, сега кој што ни е даден на употреба, ги третираме и тие пациенти, со тоа што и помладите специјалисти, специјализанти нели во тимот кои што лекуваат, може да ја направат операцијата на фиксација за лекување на ваков тип на скршеници кај младата популација. Колку пациенти имате селектирано за наредниот период, бидејќи мора да се селектираат, да се подготват претходно и да се знае дека тој пациент веќе за известно време ќе треба да се оперира? Дневно работиме по еден пациент со овој систем, сега за сега, поради тоа што инструментариумот е еден, после операцијата треба да се стерилизира, да се спреми, така да по еден пациент дневно третираме од пациентите кои што се наоѓаат на листата која што имаме направено за лекување, за оперативно лекување. Така. Имаме интерес од гледачите да ги слушнеме. Нив и ќе продолжиме околу останатите проекти кои ги организирате, односно спроведувате како клиника. Почитувани во програма сте, повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете, ве слушам. Поздрав за докторот и водителот. Поздрав. Ќе ме молам ако сака докторот да ми одговори. Овака, јас задни 5 години сум активен во пешачење и мислам она брзо споро пешачење најмалку 15 км секој ден. Али задни 6 месеци ми се појави бол во левиот мускул изнад колено што е она. Се снимав 2 пати, ми најдоа дискус хернија и коксатрозан, али до неголем степен некој. И сега почна цели нозе да ме болат, при одење. Сега одам 2 км, али тоа со болка. Пиев некои бруфен, тие прашкови ми дадоа и сега ги оставив и нив. Веќе гледам дека тоа само привремено неколку сати. А додека седам или легам, докторе, воопшто немам никаква болка не осеќам, ништо. Само при одење. Така. Ќе добиете одговор од доктор Мерџановски како да постапите, каде да се обратите за понатамошни испитувања. Секој е добро, господине. Болката од ципата е болка која што настанува во голем процент од колкот. Напредна коксартроза, треба да се направи операција на колко, да се стави вештачки колк. Дискот е присутен кај спортисти, луѓе кои што активно се движат, вежбаат, трчаат. Постара повреда му е со текот на самото време, поради тоа што имал болки во колкот, во ципата, намалена му е физичката активност. Мускулите, паравертебралните мускули кои што го држат арбетниот столб, од самата неактивност ослабуваат. И тогаш тој диск кој што он го имал сигурно пред повеќе години, сега повеќе притиска на дел од нервите кои што излегуваат од арбетниот столб. Треба да дојде да ги видиме сликите, да се стави на листата за чекање и да се направи операција прво на колкот, а после тоа да се види исто така, да се направат и другите снимања магнет на арбетниот столб, да го видиме дискот. Постојат неколку техники за вадење на дискот, отворена техника, исто така
ние работиме и ендоскопска со камера вадење на овие дискови кои што притискаат на радиксите, ама треба и точно да се предизвикуваат болка, дури неподнослива. Доктор Мерџановски, ќе вклучиме само уште еден гледач и ќе продолжиме понатаму околу системот за навигација, бидејќи има и дополнителни прашања токму како функционира овој систем. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме. Поздрав до вас, водителу. Поздрав и до вас, повелете со прашањето. До докторот Игор Мерџановски од село Вруток. Така, Се јавам од Гостивар. така. Многу оценам докторот и посебно и неговиот родител, професорот Мирче Мерџанов. Очигледно да, Само едно прашање. Да. Јас сум опериран, во торакална се опериран. Торакална васкуларна од карцином. Од белиот дроб. Така. 2017 година беше тоа. Добро, поминам добро. Па некојаш на нозете вака добивам потекување на нозете. Дали нешто може докторот во врска со тоа да? Да, може да ви даде препораки, насоки каде да се обратите, на кои специјалности за дополнителни испитувања, за да се види која е причината за тој оток, дали е нешто поврзано со травматологија, ортопедија или пак васкуларно или кардиоваскуларно. Ви благодарам, господине, за јавувањето. Секој е добро. Му благодарам на со граѓанинот. Да, ве познава очигледно, да, и фамилијарно. И што го поздрави мојот покоен татко. Најверојатно се работи за проблем со крвните садови. Ќе треба да се направи доплер на долните екстремитети, да се види што е. Во меѓувреме можеме да направиме испитување на ребетниот столб, да направиме еден скен на пациентот и да видиме со таа дијагноза он кој што бил опериран, дали е се во ред или дали постои некој друг проблем. Така. Очигледно да, прво преку матичен интернист и понатаму како што оди патеката за движење на пациентите низ здравствениот систем на секундарно па на терцијарно ниво, затоа што не секогаш се препорачува директно на клиника да се дојде освен во итни и животозагрозувачки состојби. Доктор Мерџановски, споменавте претходно дека се вметнати штрафови, така да се изразам народски. Со овој систем, какви други медицински помагала или како вие ги велите тоа стручно можат да се вградат попрецизно? Туморите на мозок може да се работа со овој систем. Ке треба нов софтвер да се вгради заедно со неурохирурзите. Значи, двоен е бенефитот и две клиники ќе можете да го користите истовремено. Да. Исто така може да се работат сите болести на сите коски, не само на рбетниот столб. Ние го донесовме како демо машина за рбетен столб, но апаратот има можност да лекува, да помогне во лекување и на другите болести кои што настануваат по коските на целиот организм. Многу е важно е ова, бидејќи рековте дека токму остеопорозата и навистина е во порас, меѓутоа и дискус хернијата и повредите состојбите на дискот исто така се во подем. Сколиози, дегенеративни болести на рбетниот столб кај возрастната популација, туморите на рбетниот столб, скршениците патолошки кои што настануваат на другите коски можат точно да се видат до кај треба да се направи ресекција, да се направи лекувањето како што треба. Има доста бенефити овој апарат. Ке повторам, прв пат е донесен на Балканот, благодарение на директорот на Туарелуц, исто така и на целата екипа која што околу 6 до 8 месеци се бориме со сите можни дозволи да го внесеме како демо машина. Владата на Република Македонија кој што има слух преку советниците кои што ни помогнаа да ги обезбедиме сите дозволи за влез на овој апарат,
Фондот за здравство, кој што даде исто така дозвола за користење на ваков демо апарат, и до цел колегиум на травматологија кој што се вклучи во употреба на овој апарат и нивно едуцирање. Исто така дојдени се техничари од странски земји, од Хрватска и од Белград, кои што ни се помош во старт на ова, да го следат процесот, и дел од нашите хирурзи на травматологија се пратени во Белград на обука. Сега имаме исто така дел од екипата за травматологија во Братислава ќе оди на обука за ваков тип на лекување. Сакам да кажам дека сите оние работи кои што ете во претходна емисија на вашата телевизија како најава ги споменавте, ги кажавме, веќе почнуваме да ги работиме, да ги остваруваме. Така да и се надевам дека ќе преовладуваат позитивните примери, односно бенефитите, и дека како држава ќе се одлучиме дека навистина има потреба од ваква апаратура пред се за вакви клиники кои се ургентни, односно јас како раководител на травматологија еве преку овие емисии апелирам да се помогне на клиниката за травматологија и на Тоари Луц да со време станеме референтен центар за лекување на болести од ваков тип. Да, пред се за спинална хирургија. Доктор Мерџановски, ве најавувам како асистент, меѓутоа се познаваме подолго време. До каде сте со докторатот? И дали е поврзан со оваа тема? Докторатот спинална хирургија. Медицината е поврзана со сите болести, така да благодарам на прашањето. Веќе сум асистент на медицинскиот факултет. Докторат и испитување работиме веќе 7 години. Докторатот го спремам во Ниш, во Република Србија. Единствен докторат кој што е поврзан со машинскиот факултет. Значи веќе работиме за докторатот на медицината. Ќе прашаат како медицина и машински факултет. Медицина и машински факултет работиме на одредени сили кои што действуваат на долниот екстремитет. Зашто се одлучив за ова? Затоа што возрастната популација има остеопороза, има фрактури на колковите, на колената имаат проблеми. И голем број на овие пациенти на кои што, ете, со овој докторат мислам дека ќе промениме доста во начинот на лекување на скршеницата на колкот. Прво што се случува кај остеопоротични болести, кај возрастната популација, е скршеницата на колкот. Ние имаме доста такви пациенти кои што ги лекуваме, ставаме импланти, но со тек на времето дојдовме до заклучок дека дел од тие импланти не може да издржат силата која што действува на имплантот. Така да имаме компликации кои што се јавуваат. Се ронат коските, попушта имплантот. Така да со овој докторат ние ќе направиме голем пресврт. Во кој смисол? Во смисол на тоа, јас сега баш сакам да ви прочитам на кратко, затоа што целта на студијата е да ги спореди клинички, биохемиски, биомеханички и функционални исходи кај скршениците на колкот. За таа цел направен е динамички модел на коленовиот систем за определување на движењата на подколеницата, надколеницата, од што зависат оптоварување на деловите на екстремитетите. Определувањето на функционалната сила која делува на колкот, како функција од времето, како и тежината и висината на пациентот, користен MATLAB, систем кој што Машинскиот факултет во Скопје ни помогна многу. Тамо се професорот Иван и професорот Тилче кои што многу направија за ова за овој докторат. Значи, точно се пресметува како пациентот... Да, веќе имаме и студија, значи ќе објавиме и труд еден кој што ќе го дадеме во референтни центри со висок импакт фактор. Така. Аглите, бета и гама на надколеницата, подколеницата во функција од времето, како и тежината, висината на пациентот, исто е користен MATLAB системот и Simulink,
тоа е програмски пакет, силата во њутни е променлива, не е константна како досега, што е усвоена во пресметките и во функција на тежината на пациентот. Направена е пресметка на силата на притегање на имплантот штрафот, кој што ја држи скршеницата, по основ на ротација на главата, која што ни настанува проблем, најголем проблем при лекување на овие скршеници, и лизгањето на штрафот на површините на фрагментите на фрактурата со реални вредности. Определување на положбата на имплантот во зависност од положбата на фрактурната рамнина на вратот на фемурот, при напонска анализа користен метод на конечни елементи и исто така многу битно, CMN методот, коефициент на сигурност на имплантот е доста висок, деформацијата на склопот, имплант врат фемур е 0,26 мм имаме постигнато, значи математички точно ги имаме сите овие работи. ДХС методот, коефициентот на сигурност на имплантот е 2,4. Значи веќе имаме добиено резултати кои што многу ќе помогнат за следното лекување, со тоа што поништени се неколку докторати, со нашиот докторат, силата која што делува на кокот не е 30 кг, во тие 8 секунди кои што се придвижува и кога пациентот го стануваме да се придвижува, силата е некаде околу 50 кг и е променлива. Аголот на ставање на штрафот во имплантот е во зависност од скршеницата и секоја е посебна. Ние ставаме импланти во еден агол од 120 до 130 степени, некогаш треба тој агол да биде променлив за да добиеме резултат 0 на имплантот, за да може заздравувањето на коската да биде многу побрзо и пациентите да не залежуваат, да немаат болки после операција и да после тоа почнуваат со нормални физички активности. Навистина, онака баш математички прецизно како што објаснивте. Единствен докторат е Александар, овој кој што со Машинскиот факултет настана. Иницијативата беше од професорот Милан Митковиќ од Нишкиот факултет. Он претходно има еден вид на докторат кој е во овој сегмент. Ние правиме докторат кој што го продолжува сегментот. Професорите на Машинскиот факултет донесоа новина, секогаш, нели, таа еурека се добива кога се работи доста време. Ние имавме состанок на сите професори заедно, каде што со овие тези веќе неколку докторати рековте дека се веќе ќе се победни, меѓутоа на придобивката да упростиме за пациентите. Статистика, докторатот не е сува статистика. Значи ова е веќе работено. Е практично. Да, 5 до 7 години. Она што е најголема придобивка за пациентите, ова што рековте дека веќе подготвувате и студија, е да се знае точно колкав штраф, односно штрафот, колкава тежина во зависност од килограмите кои ги има пациентот. Предпоставувам тоа е суштината, за да може да издржи. Значи треба да има подобрување во имплантите. Тоа е многу битно. Тоа е за да знаете каков имплант да вградите и за да може да издржи таа тежина. Така тоа е. Јас како медицинар, доктор, исто така и професорот Митковиќ е исто доктор, кога од Машинскиот факултет ни ги изнесоа овие резултати, ние навистина немавме ниеден збор што да кажеме, затоа што математички се пресметани сите овие работи. И мислам дека ќе има бенефит од овој докторат, кој што се надевам дека до крај на годината, почеток на следната година ќе биде презентиран и се надевам дека ќе успееме со одредените работи. Да, пред се успех ви посакувам во успешно завршување, но во интерес на пациентите и што повеќе да почнете во пракса, бидејќи сега е како студија, меѓутоа да ви биде во рутина, секојдневна хируршка рутина, овие пресметки. Точно, аголо на скршеницата, овој систем кој што е донесен може точно да го измери. Исто така и со компјутерската томографија,
но ние немаме време да правиме во тек на операција такви одредени компјутерски томографии, а овој систем дава можност исто така да се измери аголот и да се одбере најсоодветниот имплант за лекување на ваков тип на скршеници. Доктор Мерџановски, ви благодарам за одвоеното време и за овие новитети и информации кои ги споделивте со нашите гледачи. Со задоволство ве очекуваме конкретно во пракса кога ќе станете и доктор на медицински науки токму со ова практична тема за пациентите. Да нагласам за крај за емисијата дека во тек е исто така еден национален проект за нашата земја, каде што најскоро време се надевам дека ќе успееме дел од имплантите да ги произведуваме во нашата земја, исто така во договор и во студија и разгледување на сите работи со машинскиот факултет. Тоа би значило и заштеда и за здравствениот систем, но пред се исто така од користи за пациентите, бидејќи ќе има на располагање веднаш импланти, за да не мора да се чекаат тие долги тендерски процедури и слично. Ви благодарам уште еднаш и ве очекувам по завршување на докторатот и со практични резултати пред се, ќе би рекол, во интерес за пациентите, а пред се за оние кои страдаат од остеопороза, за да може навистина успешно да бидат третирани со спинална хирургија. Ние сме на ниво на задачата, мислам дека работиме доста на нашата клиника Тоари Луц. На сите им посакувам добро здравје, физичка активност и со тоа ќе се ја добијат и среќата во животот. Ако човек е здрав, ќе биде и среќен. Ќе биде и среќен. Убава порака за крај. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре во утрешната емисија ќе зборуваме за тироидни јазли. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно.